Еве ја и денешната изборна хроника. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН во Велес, Марко Колев, најави дека ќе продолжи да работи на капитални проекти во градот, дека ќе изгради нов мост на Велезот кај Башино село, но и обиколница околу Велес. Овој втор мандат е привилегија, но истовремено и одговорност. Овој втор мандат е можност за реализација на нови идеи и проекти и за зачувување на она што го започнавме заедно. Велес заслужува континуитет, посветена работа и конкретни резултати кои ќе го подаруват секојдневието на сите граѓани и кои ќе го прават дом за сите нас. Тука стигнавме заедно. Со вас, со ваша поддршка на престојните локални избори, така и ќе продолжиме. Посветено за ПУБО Велес. Кандидатот за градоначалник на СДСМ во Кочани, Игор Христов, порача дека ќе се залага за да се врати достоинството, правдата и надежта во градот, кој, како што рече, во изминатите 4 години живеел во тешка сенка на корупцијата. Нашата визија е едноставна. Кочани без страв, без поделби и без корупција. Кочани со ред, со правда и со напредок. Кочани кој ќе ја продолжи традицијата на солидарност, човечност и заедништво. Драги мои, ова не е само избор на трк. Ова е борба за душата на нашиот град, борба за домот на младите, за спомените на сите оние што ги изгубивме и за достоинството на сите оние што останавме. Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром од коалицијата Искуство за успех, Дејан Лазаревски, вети дека ќе се залага за субвенции на еден оброк за децата во основните училишта, за додаток за новороденче и стипендии за сите млади спортисти во општината. Како поранешен професионален кошаркар, но пред човек кој верува тимски игра, упорност и посветеност. Сега влегувам во нова такмица, заедно со вас, за подобар аеродром. Не сум тука да ветам невозможни работи. Тука сум да ветам труд, одговорност и резултати. Ке се залагам за субвенционирање на лифтови во згради под 6 спрата и исто така реконструкција на старите и расипани лифтови. Поставување на подземни контейнери за решавање на проблемот со сметот. Кандидатот за градоначалник на Вреди во Тетово ветува дека градскиот стадион ќе стане современ дом на европскиот фудбал, но и дека ќе се изгради вистински спортски комплекс со 2 големи фудбалски терени. Важен дел од овој проект е изградба на помошен објект за тетовските фудбалски екипи кои целосно ќе ги исполнува стандардите на Фудбалската федерација на Македонија. Во рамките на истиот проект е предвидена и изградба на нов стадион за голем фудбал во село Сараќино. Денес сум тука да ја видам одблиску динамиката на работите при изградба на новата трибина спроти главната. Она што се гледа на терен е интензивна работа за стадион кој ќе ги задоволи сите европски стандарди. Кандидатот за градоначалник на Чаир од Дуј, Бујар Османи, најави конкретни решенија за зградите во стариот дел на општината кои имаат проблем со нефункционалните лифтови, како и изработка на проекти за зградите во кои нема лифтови. Зградите кои што немаат лифтови ќе добијат нови лифтови, бидејќи не само што тоа недостатокот на лифтови го отежнува животот, ја намалува вредноста на становите, особено во горните спратови. Колку е повисоко спратот, толку е помала вредноста само заради тоа што нема лифтови. И од тука менувањето на фасадите, ставање нови лифтови, реновирање на амортизираните лифтови и регулирање на просторот околу зградите ќе биде еден од важните приоритети во мојот мандат. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од Движењето Знам, Мирослав Лабудовиќ, најави формирање на фонд за поддршка на локалната економија, кој ќе обезбеди поддршка за сите што имаат храброст да почнат сопствена идеја. Формираме фонд за поддршка на локалната економија, преку која младите ќе можат да добијат грантови, менторска поддршка, обуки и пристап до ресурси што ќе им помогнат да претворат идејата во реален бизнис. Ќе им дадеме шанса на занаетчиите, дизајнерите, уметниците, стартап компаниите и сите што имаат храброст да создаваат нешто свое. Токму овде во Центар ќе создадеме простори каде што младите ќе можат да работат, изложуваат и да ја представат својата креативност.
Носителот на советничката листа за Штип од Левица, Ангеле Михајловски, најави дека во Советот на општината ќе се борат за реализација на обновување на занималните во градинките, реконструкција на училниците и изградба на дом за стари лица. Ако пред 4 години нашата идеја беше да влеземе макар со еден советник во општинските совети, денес, после 4 години, нашата цел е многу повисока. После 19 октомври очекуваме многу поголем број советници од Левица во Советот на општина Штип, советници кои жестоко ќе се борат за остварување на јавните интереси на граѓаните на општина Штип, но и советници кои жестоко, уште пожестоко ќе се спротивстават